Тој е Гордан Калајџиев, професор Гордан Калајџиев, ако може да ја прочитаме изјавата. Вели, ја не сум толку оптимиста за досегашните истраги како други, главно заради 5 работи. Многу се меша премиерот лично ја користи за политички поени, а особено да избегне лична морална одговорност. И кога некој ќе праша зошто ние сега збориме толку, заради ова. Не се оставаат истражните органи и органите на прогонот да работат на рад. Рано е да се заклучи дали професионално е одработено истрагата, да. 3. МВР и јавно обвинителство тераат не многу координирано. МВР скока како прле пред магаре. Законот за кривична постапка јасно кажува дека за кривични настани пресовите ги води јавно обвинителство, тоест јавниот обвинител. Не може во тек на истрага да излетува премиер, председател на влада, министер за внатрешни. 4. Селективност во сомничењата со апсење на претходни функционери. Точно. Значи не од нас тука у емисија. Притвори под притисок на јавноста, а не од легални причини, и тоа пред медиуми со лисици и слично што ветуваат дека нема да го прават. Оваа постапка, оваа истрага е компрометирана од самиот почеток, за да се прикрие нешто, за да се сокрие и да се избега од личната и актуелна одговорност на актуелните функционери. И внимавајте какво е решението. Ги разрешуваме овие што се актуелни функционери во полицијата, во ОВР Кочани и СВР Штип, демек да не се мешале во постапката. Не, тие не се разрешуваат. Тие се викаат на одговорност. Бидејќи прв во кој што се сомневаш дека нешто е направено е тој што е во моментот надлежен. Па потоа идеш назад. Ти ги амнестираш.